подпредседателе. Почитуван колега, често вие и сите колеги останати, милувате да се навраќате во тие 11 години, па сакам нешто да ви прочитам за она како Република Македонија се движела во тие 11 години. Република Македонија во 2014 година имаше раст на бруто домашен производ од 3,5, а денес има 2,9. Бруто домашниот производ по жител, како основен индикатор за степенот на развој на економијата, се зголеми од 2471 евро во 2005 на 4392 евра во 2015, односно 78%. Тој раст се должел на високи капитални инвестиции од буџетот, извозот на компаниите кои се од директни странски инвестиции во ТИРС или индустриските зони. Република Македонија се задолжувала за реализација на крупни капитални инфраструктурни проекти и во 2015 година била ниско до умерено задолжена земја со државен долг од 38%, јавен долг од 46,5%, а денес проекцијата е дека ќе биде 64%. Тоа било заклучно со декември 2015 година, односно шеста најмалку задолжена земја во Европа. Девизните резерви во декември 2015 достигнале 2 милиарди 262 илјади евра, во однос на 2006 се зголемиле за милиарда за милиарда евра, а додека денес тие резерви знаете дека ги трошите за набавка на скапа електрична енергија. Република Македонија, земја со најниски даноци во Европа, со најнизок рамен данок од 10%, рангирана меѓу првите 5 во светот и прва во Европа според Doing Business и со најмало даночно оптоварување. Според извештајот на Doing Business и Светска банка рангирана на 12-то место меѓу 189 земји, односно 82 места подобрување во однос на 2006 година, кога сме биле на 94-то место. Република Македонија била подобро рангирана од 24 земји за водење бизнис, односно на 6-то место во Европа, после Данска, Велика Британија, Шведска, Норвешка и Финска.